Со кратко одложување заради царините, кинескиот Чанган започнува со освојувањето на Европа. Стартот ќе биде со марката Дипал, додека Аватар ќе следи подоцна. Деталите ќе бидат познати наскоро. Според претходниот план, први на списокот земји каде ќе се продаваат овие возила беа Норвешка, Данска, Германија и Холандија, додека за 2028 година беше зацртано да се присуствува во сите европски пазари. Засега се знае дека стартот ќе биде со кросоверот Дипал S07, кој за Кина се произведува во две верзии со 220 или 260 конски сили и батерии со кои може да помине 520, односно 630 километри. Постои изведба со продолжена автономија која ја обезбедува 1,5 литарски бензински мотор, но таа тешко да пристигне во Европа. Оваа марка го сврте вниманието на светот кон себе со невообичаениот краш тест со испуштање на автомобил од хеликоптер од висина од 32 метри, но и со тоа што новата Mazda 6e е поставена на нивна платформа. Компанијата Чанган, која е во државна сопственост, лани има продадено 2,2 милиони возила и има развоен центар во Бирмингем и дизајн студија во Торино и Минхен. Располага и со фабрика во Тајланд со проектиран капацитет за 200.000 возила, од каде, ако не сега, тогаш во блиска иднина, сигурно ќе доаѓаат и европските модели.